Утре ќе се знае поради што 20 деца и наставници во основното училиште Невена Георгиева Дунја во Киселавода со стомачни симптоми завршија на детската клиника и инфективна. Директорот на Скопскиот центар за јавно здравје, Муамед Демири, изјави дека нивна екипа од епидемиолог и техничар утринава биле во училиштето и земале примероци од водата и од работни површини за испитување. Првичните резултати од анализите се очекува да бидат готови во текот на утрешниот ден. Од општина Киселавода, по чија надлежност е основното, во писмено соопштение тврдат дека директорката по добивањето на информации за стомачни тегоби кај неколку деца во четвртокот вечерта веднаш ги известила сите надлежни служби и исклучуваат труење како причина. Во петокот лекари од Центарот за јавно здравје извршија епидемиолошка анкета со децата и двајца наставници кои пројавиле симптоми. Од страна на стручните служби бевме информирани дека храната била конзумирана на различни места и не е утврдено никакво групирање кое би укажало на труење од заеднички извор, велат од општината. Оттаму тврдат и дека водата во училиштето била безбедна, ова го покажале лабораториските наоди од секторот за санитарна контрола при водовод и канализација. Иако основните се под ингеренции на општините, министерката за образование вели дека водат грижа што се случува и во нив. Ние превземаме повеќе акции со повеќе програми за здрава исхрана, за соодветно однесување на дистрибутерите на храна, ако има дистрибутери, или со соодветно одржување на кујните се извинувам во училиштата, со образование на децата и на наставниците, како тоа треба да се одвива. Јас се надевам дека вакво нешто нема да ни се случува или можеби евентуално исклучително ретко ќе се случи, зашто сметам дека не би требало, затоа што здравјето на децата е најважно и одговорноста на тие кои ја подготвуваат или дистрибуираат храната не смее да се занемари. Денеска во училиштето немало зголемен број на отсутни ученици, а нема пријави ниту за ново заболени. Откако продолжениот викенд 15 деца побарале лекарска помош на детска, а 5 пациенти се јавиле на инфективна поради гадење, повраќање и чести диареи. Александар Динев, Сито телевизија.